По подолго, протестите против кочанската компанија за производство на хартија Paper Mill се обновија. За јавноста непознато граѓанско здружение нив ги најави вчера, соопштувајќи дека тие ќе започнат од денес и по 2 часа ќе траат во наредните денови до крајот на неделата. Иако беше најавен, првиот протест денес заврши со неочекувано мал број на присутни граѓани кои требаше да го искажат револтот од нечистиот воздух во Кочани и потенцијалниот виновник фабриката Paper Mill. Излезена сум заради истото тоа заради кое што излегувам неколку години наназад, а тоа е грубото кршење, морам да кажам, на законите од страна на Paper Mill, бидејќи тие сите знаеме дека имаат лиценца за работа, меѓутоа според кое што би требало да работат на метан, меѓутоа наместо тоа тие работат на други горива поради прекоручување на дозволеното загадување од страната на фабриката Paper Mill и сметам дека треба да има и поголема масовност од страна на нашите сограѓани. Присутни, тоа најавено е да се дојде во 4 сата. Зашто не доаѓаат? Со сила не може да тераш никого да дојде. Во меѓувреме, на денот на одржувањето на протестите околу фабриката Paper Mill масовно гореа страништата околу нивите. Дали ова има некаква врска со протестите или се е само некоја случајност? Запалените стрништа знаеме дека се намерно запалени, затоа што се случуваат и тие се една од болките, да кажам, на Кочани. Значи, континуирано не се најде решение, начин на каков начин да ги подготват нивите оризопроизводителите за производство и за жал секоја година сведочиме на илегално палење. Од друга страна, денешните протести и чадот кој цел ден го покриваше Кочани за менеджментот од Paper Mill е сомнителна коинциденција. Во месеците септември, ноември и декември 2021 година, како и јануари годинава, мерењата покажуваат вредност на емисии на количества на прав во димните гасови во воздухот до 10 пати пониски од нормалата. Со жалење, констатирам дека повторно неправедно се етикетира Paper Mill како единствен загадувач во Кочани. Во врска со организираните протести на мал број луѓе пред фабриката, раководството јавно поканува на средба представници на овие граѓани, за да им ги презентира резултатите од мерењата и технолошките процеси, а истовремено реагира и на неоснованото тврдење за Paper Mill како виновник за загадувањето на Кочани. Изјави менаџерот на Paper Mill Јулијан Даскалов. До сега протести на темата чист воздух и Paper Mill во Кочани има во неколку наврати, но минатата година компанијата ги презеде сите активности и инвестициски обврски за намалување на штетните гасови, пошто ги обезбеди и сите потребни дозволи за продолжување со работа. Во изминатиот период, Кочани споредбено со останатите градови нема нарушување на аеробалансот, покажуваат мерењата.